Јас во Прилеп доаѓам од мојата 15 година. Сум бил средношколец, сеќавам многу добро. Прв пат во Прилеп дојдов на Војдан Чернодрински, сум бил втора година гимназија, бев статист во една представа на Стромичкиот театар. Така да доаѓам 30 години во Прилеп и секојаш со истата возбуда. Го знам и Прилеп, сум работел тука во театар. Ги знам прилепчани, се дружам со прилепчани приватно по Скопје и навистина, да, возбуден сум, имам трема како да е прво прикажување на филмот, иако веќе грабиме кон четворката полека во однос на тоа колку пати е филмот прикажан низ Европа и низ светот, но навистина сум пресреќен, уште еднаш повторувам, драго ми е што ќе го покажеме филмот пред една специфична публика која е култивирана во однос на тоа што е уметност, тука немам никакви дилеми. Тоа е едниот аспект, а другиот аспект е еден од настаните кои ние го обработуваме, тоа е војната од 2001 година во Македонија, која во Прилеп има така сериозна траума и една сериозна приказна која е 20 години веќе после таа војна трае се уште во Прилеп, така да го разбирам сето тоа и јас навистина со нетрпение чекам да видам како публиката ќе реагира на тоа. Едва и успеаме град по град да го прикажуваме филмот. Мене не ми е јасно зошто го тера тоа инает, навистина не разбирам. Иако сега мислам дека има една инерција на раководителите на центрите за култура и на државните театри во Македонија, кои се уплашени од тоа што не сакат сами да носат одлуки и се плашат од некои влијанија, осети, притисоци од политика, партии и така натаму, така натаму. Мислам дека сега го има и тој момент. Иако основниот момент е јасен. Владата, министрот за култура и агенцијата за филм од првата секунда беа против овој филм и против мене и против нас како автори, како творци и се уште се. Затоа што притисокот нивен се главно е префрлен кон нас како продукција. Имаме се уште некакви неразбирливи инспекции, контроли, ревизии, иако по наредба на председателот на владата на држава кој контролираат јасно е се, имавме вонредна ревизија од Министерството за култура и таа вонредна ревизија донесе едно решение огромно, еден китап, во кој кажува дека се е според законот и дека нема ненаменско трошење на средства, но тие и покрај тоа се уште не исплаќаат продукцијата, а полека ќе стасаме до тоа да ние заработуваме некакви ситни пари и ќе почнеме да им враќаме назад. Значи, ние сега во моментот ќе се случи една многу смешна ситуација. Филмот не е исплатен од државата кој го нарачал овој филм, а ние веќе заработуваме и пракшно ќе плаќаме плати на директорот на агенцијата за филм од овој филм кој тие не го признаваат и не го исплаќаат. Така да дојдовме до такви абсурдни ситуации, но како тие се ставија самите во тие ситуации, ќе мора сами да се вадат. Јас не можам да им помогнам, затоа што пропаднати се во една дупка со јавна нечистоти, а јас сакам да се држам себе си чист. После Прилеп, на друго место каде е ругање со Христос? Ето, тоа е прашањето. Значи, секојаш е таа битка од почеток. Значи, после едно прикажување во Скопје, ајде маки проблеми, молби, расправи, кавги, овој, оној, пријатели, луѓе, па се водат луѓе од градовите, како што беше Ивица Калап во Прилеп, дај може ли јас да помогнам, јас да направам. Сега, публиката практично го движи филмот напред. После Битола, Прилеп. Немам појма сега кај после Прилеп, затоа што пак почна целиот притисок, целата приказка во друг град. Последно што имам да ви кажам, ми напиша еден мејл од МКЦ од Скопје. Тие управуваат со кината во Скопје. Тоа се државни кина, тоа не се нивни приватни или партиски кина и ни понудија термин во 22:30. И јас им напишав повратен мејл. Ако има уште еден пример во државата, каде што македонски филм премиерно во главниот град се прикажал во 22:30, ние ќе го прикажуваме во 12:30 после полноќ. Но да кажат еден пример, нели? И нема одговор. Значи, јас им одговорив пред еден месец, помни еден месец, тие сега не одговарат, не враќаат и почна пак таа игра нивна, веројатно се собираат во владата, има 60 на луѓе пиар вработени. Па се мислат како да ми одговорат на еден мејл. А да, јас многу пати им кажувам, ги помешале лончињата. Ругање со Христос во моментот сум јас самиот. Значи, тие 60 луѓе се обидуваат да смислат одговор наспротив мене. Смешни ми се, не знам како да кажам. Секој ден уживам во тоа да гледам како се глупираат, така да баш ми е. Сега и ругање
Не со Јани практично, директно, ти така испаѓа некако. Ма не се ругат тие со себе си, затоа што е или колку е травматична цела. Јас со сега бидам смешен, затоа што да не ги, како се кажа, бомбардирам гледачите стално со проблеми, но секогаш почнувам од почеток. Значи, едва сум успеал да организирам, не знам, проекција, да кажеме, во Штип, и застанам. Хајде 2 месеци напори, то почнаш од почеток. Пак луѓе, пријатели, врски, реклама, маркетинг, време, енергија, знаење, битно. Хајде прилеп. Па сега дупка една цела. И така да, јас, нели, во интервјута, нели, пишани, ви кажав дека јас не знам во Македонија кај ќе се прикаже филмот следниот, но знам кај ќе се прикаже на 24 мај во Дортмунд во Германија. Знам кај ќе се прикаже во која дата во Америка, знам во Канада, дека на 24 сега март. Знам дека на 5 април јас и филмот ќе бидеме во Лос Анџелес во Америка. Ето тоа знам. Знам во Чикаго кај, знам кога ќе бидеме во Малта, може да ви кажам датум време. Може да ви кажам кога ќе бидеме во Шведска. Во Малми и во Стокхолм, тоа може да ви кажам. Може да ви кажам кога ќе бидеме во Швајцарија, веќе се организирани 3 представи. А во Македонија не можам да ви кажам, извините.